Кога тврдокурниот израелски министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир неодамна беше интервјуиран на израелската телевизија за последниот бран палестински терористички напади против израелците, тој направи разлика меѓу правата на евреите и арапите на западниот брег, кои тој ги нарекува според библиските имења Јудеја и Самарија. הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי. Моето право, правото на мојата сопруга и на моите деца да се движат слободно по патиштата во Јудеја и Самарија е поважно од правото на движење на арапите. Коментарите на Бен-Гвир ја оживеа децениската контроверзна дебата за Израел и апартхедот и во Израел и во странство. Американскиот супермодел Бела Хадид, чиј татко е палестинец, остро го критикуваше коментарот на Инстаграм, каде таа има близу 60 милиони следбеници. Палестинското министерство за надворешни работи соопшти дека тоа само го потврдува режимот на израелскиот апартхейд на еврејска надмоќ. Многу израелци се противат да кажат дека Израел е држава на апартхейд, велејќи дека тој бил карактеристичен за Јужна Африка. Зборот апартхейд значи разделба на јазиците во Јужна Африка и се однесува на поранешната политика на сегрегација и дискриминација на незините граѓани врз основа на раса. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во неодамнешно интервју за американските медиуми рече дека обвинението против Израел за апартхейд е бесмислено и оти вистинската опасност во регионот е желбата за етничко чистење на евреите. Израел никогаш не ги анектирал териториите и затоа палестинците не се државјани на Израел. Тие се нивна посебна група на луѓе кои во моментов се во екзистенција без државјанство поради конфликт што живеат под воена окупација. Но се додека Израел не ги анектирал тие територии, нема врска да дава државјанство на други групи луѓе и затоа не може да се класифицира како легитимна држава на апартхејдот. Но многу палестинци велат дека дури ако Израел официјално не го анектирал западниот брег, тој ја контролира територијата повеќе од 50 години. Израелските доселеници кои живеат на западниот брег се регулирани со израелското граѓанско право, кој им дава права и слободи, кои пак им се ускратени на палестинците, кои се регулирани со израелското воено право. By Ben-Gvir basically Со тоа што Бен-Гвир во основа ја потврдува еврејската надмоќ, тој само го кажува она што верувам дека секој со очи и уши го гледа долго време, вклучително и сите организации за човекови права. Ова е апартхейд во целосно смисла. Многу произраелски организации велат дека обвинувањето на Израел за апартхейд е форма на антисемитизам, бидејќи се користи несразмерно за да се нападне само еврејската држава, а не многуте влади ширум светот кои вршат кршење на човековите права. Апартхејдскиот антисемитизам во целост стана брендирана навреда против државата Израел. Луѓето ја користат оваа терминологија која во суштина е бришење на еврејската држава и еврејскиот народ. Како што Израел се приближува до 30 годишнината од мировниот договор со палестинците во Осло, кој ја направи рамката за решение за две држави, постојаниот договор останува нејасен. Наблюдувачите велат дека практиката на спроведување на посебни закони за двата народа на иста територија ќе продолжи да ги поттикнува обвинувањата за апартхейд.